луѓе. Добро дојдовте на дебатата организирана од Народното движење за Македонија. Значи, како што најавивме во огласите што ги пуштивме, со оглед на ситуацијата која ни се случува во нашата земја, тема на денешната дебата ќе биде договорот кој Република Македонија треба да подпише со Република Македонија. Ова се со Бугарија. Како што гледате, имаме репрезентативен состав на учесници и тоа гарантира добра дебата, квалитетна дебата и мислам дека ќе биде слушната само што некој не сака баш да слуша и сака некако се тоа тихо да се заврши. Дозволите ми као модератор да дадам во поведниот дел на своје гледиште. Односите помеѓу Република Македонија и Република Бугарија упорно се обидуваме да ги презентираме како да ги поправиме, меѓутоа ни се обременети со тешка историја, со големи меѓународни конфликти, со нерешени и недоискажани проблеми. Овој договор, кој доскоро беше мистериозен, кој го објавија тек пред 2 дена, видовме отприлика што се случува, имаме различни мислења, различни толкувања. Некои мислат дека е релативно небитен, дека може лесно да се упрли, меѓутоа ако внимателно го прочитате, ќе видите дека има одредени замки кои долгорочно може да не чинат скапа. Господин Миховски вика бомби, нагазни мини. Отворени. Да, значи имаме прилика да ги проанализираме сите овие работи. Значи не е ова шега што се случува, нити па небитно као што некој се обидува да го прикаже. Знаете, јас сум религиозен човек и верувам дека кога Бог го створил светот и кога на човекот му дал слободна волја, предвидел дека луѓето ќе грешат и ќе прават вакви гадости какви што не се случуваат во историјата. Затоа и остановил 2 института, да се вика институтот проштевање и институтот покаяние. Они се тесно поврзани едно со друго. Че не можете вие туку така да му простите на некој доколку тој некој не се покае. Знаете, кај сега ќе дојде премиерот Борисов на фамозното подпишување на овој договор, редно би било да пружи едно извинување за злосторството што се направено на страна на Република Бугарија, која била сојузник со нацистичка Германија во Втората светска војна. Нашите односи се обременети со стрелањата во Латашна, стрелањата во Пудаче и уште многу други. И веројатно најголемиот жик на страната на Бугарија во носителите е депортацијата на македонските евреи во Тединка. Ако сакаме да ги подобриме односите, тоа мора да биде обострано. Значи, не може да се биде опортуниста, да се користи оваа тешка ситуација во која се наоѓа Македонија и да се притиска Македонија за да прави безграничен број на отстапки на штета на националниот идентитет, на штета на суверенитетот, на штета на многу други работи кои. Че од тој аспект гледаме, би сакал да започнеме оваа дебата. Ние ги поканивме представници од ВМРО да примаме и од СДСМ. Че лево од мене има празно столче, не гледам таму представник на Социјалдемократскиот сојуз, а од ВМРО имаме гости.
случаи едно столче таму фали. Меѓутоа, како и да е, господата не дојдува. Дали се плашат, дали има некој премолчен договор меѓу нив, тоа исто така на оваа дебата ќе го изанализираме и дискутираме. И сега пред да го поканам првиот дискутант, само да наведам еден технички момент, дека дебатите ќе ги ограничиме на 10 минути за секој од учесниците, како би после тоа вие публиката би можеле слободно да се вклучите во дискусијата. Значи, прво, збор му давам на господин Јанко Блачев, универзитетски професор по меѓународно право и председател на Народното движење за Македонија, по чија организација и оваа дебата. Господин Блачев, благодарен и го поздравам денеска вашето учество на оваа дебата, исто така и учесниците. Што кажам модераторот, очекуваме да една квалитетна дебата со оглед на репрезентативниот состав што го имаме денеска. Настојувавме да го опфатиме овој договор од сите аспекти, па така гледате имаме новинари, историчари, дипломати, професори, па да дадеме една така што целосна слика за самиот договор. Јас во моето излагање кратко ќе се задржам само од меѓународно правен аспект на овој договор. Инаку, веднаш ќе кажам дека меѓународно правно обсервирано овој документ, неслучајно го нарекувам документ, не може да се нарече меѓународен договор. И тоа од следната причина. Во меѓународно правната пракса и во доктрината на меѓународното право, еден документ има карактер на меѓународен договор, треба да има израз на волја на два или повеќе субјекти на меѓународното право и што е најпоследно новите, треба да има реципрочни обврски, права и обврски на договорните страни. Значи, во овој договор недостасува елементот реципрочни права и обврски, туку овој договор не е реципрочен, туку е нереципрочен договор, бидејќи предвидува обврски и права само од едната страна, а за да биде меѓународен договор треба да има реципрочни права и обврски за двете договорни страни. Значи, од овој аспект спорен е карактерот на овој документ, да го наречеме меѓународен договор. Втора работа која што според мене го прави овој договор контроверзен од меѓународно правен аспект, за да биде еден документ меѓународен договор треба да исполнува два услови. Треба да биде исклучен од надлежни органи и по два треба да има дозволен предмет на преговарање. Според мене и овие два услови се доста симптоматични. Прво, како што сите знаете, овој договор го склучи владата на Република Македонија. Според македонскиот закон за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори, владата на Република Македонија е надлежна да склучува меѓународни договори за прашања на областа на економијата, земјоделството, енергетиката, образованието, науката, културата, шумарство, водостопанство и други предмети од и други прашања на економската сфера. Додека за прашања, за некои прашања кои што спомнуваат во овој договор, и тука ќе видите дека има територијални прашања, има прашања за ненапаѓање меѓу две држави, има прашања со кои што едната страна се откажува комплетно од своето национално малцинство во другата држава, а овие се прашања кои што се, како се кажа според македонскиот закон за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори, овие прашања се во надлежност на председателот на државата. Овој како предмет на меѓународно договарање. Исто така, овој договор спорен од меѓународно правен аспект го прави фактот што е исклучен од закон. Сите вие видовте дека Бугарија јасно опати закона во Македонија дека ако не го склучи овој договор, тогаш може да најде на големи пречки и нема да добива поддршка во тие евроатлантски интеграции кои што ги најавува владата. Значи сите овие, така да кажам, неправилности кои што ги сакаваме, значи исклучен од ненадлежен орган, има недозволен предмет на преговори, заканата е присутна, го прават овој договор за ништовен. Доколку дојде во крајна фаза, бидејќи се уште не е завршен, за да тој влезе во сила, треба да биде ратификуван од страна на собранието на Република Македонија. Така да, овие меѓународно правни аспекти, значи го прават овој договор доста контроверзен. Е сега, збор да само би кажал и за некои суштински прашања на овој договор. Јас ќе кажам тука дека според мене исто така е штетен, бидејќи таму има една одредба која што ќе видите Македонија, значи комплетно се откажува од грижата за македонците во Бугарија. Нешто што го направи и 92 година
со брзопотезното менување на Уставот, кога се откажавме од грижата за македонците во Грција. Значи, таа одредба, тој член 11 всушност е пресликан и препишан од времената спогодба со Грција, каде што се откажавме од грижата за македонците во Грција, и сега таа одредба е препишана и тука, и со овој договор се откажуваме и од македонците во Бугарија. И исто така овој договор е доста контрадикторен на самиот себе. Ќе видите таму се повикува на тие меѓународни документи, општо усвоени меѓународни документи од страна на Обединетите нации, од страна на ОПСЕ, од страна на Советот на Европа, а баш со тие документи е гарантирана малцинската положба и човековите права на сите луѓе во светот. Значи тоа е главна универзална вредност. Значи се повикуваат на тие документи, а нешто подоре во членот 17 контрадикторен сам на себе пак се откажува од заштита на малцинските права и од заштита на човековите права за, значи, една поголема групација во Бугарија. Така да, овој документ, гледаме денеска, има присутни медиуми, верувам дека ќе бидат во јавноста, така, по-детално, по-широко кажани, значи, овој документ не случайно избегувам да го наречам договор, значи има доста недостатоци и верувам дека пратениците ќе бидат на висината на задачата која ќе биде фазата за ратификација, да се излечат од тие партиски стеги и да размислуват со своја глава и да имат предвид сите овие забелешки. Али најсуштествено за нас македонците тоа што значи Македонија веќе не сме и повеќе да спомне македонци во Бугарија. Така да се на се земно овој договор со право, значи ја загрешува нашата јавност, посебно нас во Македонија, бидејќи се работи за нашите сонародници во Бугарија. Сега јас тука би кажал не треба многу едноставно да се грижиме ние како македонци доколку обстоиме сите на нашите дедишта и преземаме соодветни акции за заштита, верувам дека не може никаков договор да ја анулира таа наша определба. И сега на крај да не звучиме ефтено критички и песимистички, ќе кажем една добра работа, барем според мене во овој договор. Таму ќе видите една комисија, заедничка комисија која што ќе се формира за утврдување на тие историски факти, да биде појасно да цитирам, кажува експертска комисија за историски образовни прашања ќе придонесе за објективно и засновано автентични и на докази засновани историски извори, научно толкување на историските настани. Иако и ова одредба предизвикува доста контроверзии, доста загриженост кај нас македонците, јас напротив сметам дека ова е одлична одредба, бидејќи сега со ова одредба на сцена треба да стапат македонски историчари. Еве им сега шанса во таа комисија, како представена тука на научно засновани факти, да ги побијат своите бугарски колеги и еднаш да се каже таа вистина за македонците. Се разбира и ова одредба има своја паника, бидејќи доколку настапи несогласување во таа комисија меѓу македонските и бугарски историчари, тука во ова одредба нема авторитет кој што ќе биде над нив и ќе каже што е вистина, што е невистина. Меѓутоа за нас е сега битно што едем сега шанса на нашите македонски историчари на научно засновани факти да докажат во таа комисија. Е сега кога зборувам тука за историчари, да не попаднеме по тоа влијание, бидејќи гледате сега владата смислено врти една формулација во јавноста, а не ги кажува со имиња, дека имате веќе 5 историчари кои што го оправдали во договор. Значи тоа е една измама, една лага. Тоа само да се замајува јавноста. Ние видовме вчера излезе една голема група историчари од Македонија, го видовме нивниот став, кажаа јасно и гласно што мислат за ова. Таму беа сите наши еминентни историчари, така да јас верувам дека и оваа комисија ќе надвали нивното мислење и на крај да завршам најпосле да ја разбиеме таа историска, да кажеме вистина, една за секој да кажеме, да не се плашаме од таа реченица, дека сите ние сме еден народ од две држави во кои што живеат македонци. Бидејќи сите знаеме бугарското население, нема што да се плашиме, бидејќи знаете дека барем во последните 100 години сите највисоки државни бугарски функции ги вршиле македонци и голем дел од населението во Бугарија е македонско, така да не треба да ме плаши таа реченица која што гледам бекато е нас, значи сите ние сме македонци, а јас бев запрепастен кога пред неколку година и мојот пријател Стефан Влахов Мицов ми надвеа намалку 5 бугарски премиери во историјата кои што имаат исправно правно одедење спрема македонците. И на крај завршувам со две реченици сега, правно да ги претворам на политичкиот терен. Значи сега е битно во Македонија
да дойде на политическа структура, да го направиме тоа што го направија во сите соседни земји. Таму гледате веќе дека и во Србија, и во Бугарија, и во Албанија, и во Грција, политичките партии кои што беа пандан на ВМРО, помнете, СДСМ, денес се трети, четврти и пети партии. Еве во 90-та година во Србија беше Српската партија за обнова на Крашковиќ исчезна, партијата на Милошевиќ е денеска четврта или петта партија. Во Бугарија има 90-та сојузна демократска сили исчезна. Еве во Грција после 200 години се разби двопартизмот на ПАСОК и на Нова демократија. Значи само во Македонија уште двете партии кои што 26 години се менуваат на власт, а на земјата не оди добро. Значи останува ние да го разбиеме тој двопартизам и не треба да се плаши македонскиот народ, доколку Народно движење за Македонија дојде во опозиција. Да одлучува за овие работи, многу лесно ќе го решиме овој проблем. Не треба да се плашите и овој документ ќе стигне. Благодарим на професор Бачев. Следниот дискутант е господин Стефан Владимирович, универзитетски професор по историја. Дами и господа, договорот кој ќе биде подпишан на 1 август е не само штетен за македонските национални интереси, тој е катастрофален. Катастрофален е по две причини. Прво, не се признава ниту македонскиот народ, ниту македонскиот јазик, ниту македонското малцинство во Бугарија. Второто е дека дава можност на Бугарија за целосен контрол врз образовниот систем, врз науката, културата, медиумите, судскиот систем во Република Македонија. Како тоа става? Тоа става уште во преамбулата. Обрнете внимание, во преамбулата која е многу битна. Знаете, во преамбулата на ревидираниот наш устав, што пишува, македонскиот народ веќе не е, ние не сме државнотворен народ, туку сме само една заедница. Се друго, што пишува во уставот, е во контекстот на таа преамбула. Исто така, во тој договор, во преамбулата што пишува. Имајќи ја предвид заедничката историја, која ги поврзува двете држави. Значи, се напред во договорот оди во контекстот на тоа, дека имаме заедничка историја и како вели заед, сме сушти народ. И за тоа нема никаква фајда од тоа дека внатре ќе има, член 8, ќе има заедничка експертска комисија, која ќе утврдува факти и така. Тие факти мора ќе барат да бидат утврдени во контекстот на заедничката историја. Истовременно и заедничките чествувања. Тука се дава можност Бугарија да има мешане и во судскиот систем. Затоа што се пишува во член 11. Двете договорни страни ќе преземат ефикасни мерки за спречување на недобронамерна пропаганда од страна институции, агенции и приватни субјекти, насочени и така натаму. Пак во контекстот на заедничката историја. Така што секој граждан на Република Македонија и нас тоа, ние кои сме против заедничката историја, попаѓаме и можеме слободно да одиме во затвор, не се плашиме од тоа. Но, тој договор овозможува на Бугарија да бара, така како сега за 2 август ќе доаѓат бугарски полицајци тука, за да прават ред, така, сега, така што може и бугарски полицајци да апсат и македонски граѓани. И тоа го чекаме. Така што таа можност се затврдува со правото на Бугарија, како кажат, да се меша во тоа. И отцртува, таков капитулански договор не подпишала дури Германија по Првата и Втората светска војна, пошто таму стануваше збор за денацификација, значи на еден идеолошки систем, а не на уништување на еден национален систем. Тука станува збор за уништување на македонскиот идентитет, за уништување на национален систем. Така што ние сме во уште по-тешка положба. И сега, состојбата денешна личи како во 1901 година. Македонската историја, за жал, многу
път се повторува и многократно се повторува. Како 1901 година, кога Централниот комитет на ТМО, Тајната македоно-оденска революционерна организација, дава дозвол на Иван Гарбанов да узурпира Централниот комитет, а потоа сите се жалат, нали, дека е избрзаното или десково стане. Сега истото е со заедно. Тогаш Централниот комитет на ТМО изврши колективно предавство. И тоа, сега го истражувам, тоа е намерно колективно предавство. Зашто? Е така. Сега тоа го направи ръководството на ВМРО ДПМН. Така. И со откажуването од власта, и со сите тия циркусни работи, кои се ги гледаме во собранието. Владата на ВМРО подпиша капитуланската декларација со Бугарија во 1999, Лјупчо Ѓорѓевски. Сега владата на СДС завршува тој процес. Исто време, кога збориме за Грција, владата на СДС подпиша капитуланската временска спогодба со Грција во 1995 година. Потоа владата на ВМРО не ја укина, а продолжи преговорите и сега владата на СДС продолжува и ќе биде сменето името. Еве гледате предавство во континуитет. И затоа кога професорот Бачев зборува дека тие станува збор, кога збориме за тоа, збориме за ръководство на партии, не збориме за членска маса. Тука не збориме за привържениците на ВМРО и на СДС. Тука збориме за фотеляшите, за извършните комитети и за сите тия функционери, кои ядат народни пари и предават държавата. За нив збориме. Тие мора да бидат тръгнати. Така. Сега добро. Ние признаваме признаваме бугарската нация и бугарскиот јазик. И аз секога сум се прашал и официално се прашал, зашто и сум прашал, зашто ние признаваме бугарската нация. Кога се знае добро дека тоа е конструкција, руска конструкција на Русија. И сега познато е дека барем 90%, може таа бројка да стане до 98%, 90% од бугарските преродници и революционери се били руски агенти. Јас сега ќе ви позбројам некои познати, кои на вас са ви познати фигури, за да видите како таа вештачка конструкција се наметна, како и грчката, која па беше направена од Западна Европа, грчката нација, и сега тие две вештачки нации малтретират нашата нација. Ете тоа ти е куриозно. Сега, Софроний Брачевски, Љубен Каравелов, водачите на Априлското восстание, 1876 година, Георги Бенковски и Стефан Стамбулов, еден премиер, војводата Панел Тхитов, Петко Славейков, кој бил издавач на Македонија, имал високи позиции во руските безбедностни служби. Првите премиери во кнежество Бугарија, Тодор Бурмов и Драган Цанков, спонсорот на Софийскиот университет, кој има споменик во тоа, Евлоги Георгиев, тие сите са били руски агенти. Зборам за познатите, инако тие са стотини. Дел и од српските агенти, кои са соработували со руски. Христо Ботев, Стојан Зелинов, ръководител на восстанието на това во Трети революционен округ, војводата Филип Точев, Никола Брекет, църковни великодостојственици, како игуменот на Тројанскиот манастир Макари и така нататък. Значи, тука станува збор за просветници, революционери, търговци, църковници. Тия се создадува по наредба на Русија, создадува българската нација. Сега ние таа нација признаваме. Признаваме и българскиот јазик. Добро. Сега, дури има некои глупости, кои ги слушаме дека лидерите на Македонската революционерна организација со Гоце Делчев пишували на литературен бугарски јазик. Во времето, дами и господа, на Гоце Делчев не постои бугарски литературен јазик. Сега, кога почна кодификацијата на бугарския литературен јазик, трае
повеќе од 70 години. Ајде да направиме споредба со кодификацијата на македонскиот јазик. По создавањето на бугарското кнежество, значи по создавањето, има 3 официјални системи: Трновска, Каравелова и Дринова. И литературниот јазик е целосен хаос. Се прави опит по 1884 година за кодификационна комисија. Таа се пробава. Потоа се прави друг опит по 1893. И тие одлуки на комисијата се отврли. По 1899 до тогаш се водат јазични борби. Потоа министер Иванчев прави едноставно 1899 година една кодификација. По 1921 година другиот министер Омарчевски прави друга кодификација. 2 години подоцна, 1923 Цаковски, трет министер, прави нова кодификација и во 1945 година се прави повторно. Значи, во еден момент бугарската азбука е била 35 букви, во втор момент 32, потоа 30. Станува збор за крупни именувања. Сега, која е кодификација и која е вештачка? Бугарскиот јазик или македонскиот јазик, кој кодификацијата завршена во 44-5 година за неколку месеца? Каде е тоа? А ние го признаваме бугарскиот јазик, а горе не го признава македонскиот јазик. Сега, како да биде односите со соседите? Ние мора да бидеме свесни. Значи, за жал, нема стратегија, но ние мора да одиме натаму. Кој шо бара од нас и какви са неговите претензии? Значи, најголем непријател, во однос на претензиите, најголем непријател на Македонија е Бугарија. Зошто? Затоа што бугарите не признават ништо надбор од бугарско. Тие сакат македонците да бидат бугари и толку. Барат и нашата територија, независно дека тука немат претензии. Немат претензии, ама го таа кантонизација на Македонија, која направил англискиот амбасадор, која по 7 кантона, сега на 4. Едниот од кантоните со центар Струмица, местото на Заед, тој е предвидено да биде под контролот на Бугарија, така што нема претензии официјално да кажеме или тоа. Ама практично имат претензии и претензии за контрол. Така, Албанија, одиме по тоа, не признава Македонија под уставното име и исто бара територија. Грција, шо прави Грција? Грција прифаќа се друго ако не е македонско. Ако не содржи македонско, таа нема против идентитет, историја, може да си направите примерно таму пајонска, не знам шо друга историја, ама да нема македонска, пошто сака да украде античката македонска историја. Сега, таа нема територијални претензии моментално кон нас, територијални, затоа што има економски претензии. Таа сака да го способува преку тие фирми и други кои се отворени. Значи не сакат територија, сакат тоа. И накрај, Србија прифаќа македонската нација, јазик, идентитет, не прифаќа црковната независност. Сега до тој контекст, како мора, пошто ние гледаме против нас 4 држави, како мора стратешки тоа? За мене барем, единствената можност е, тоа е стратешки сојуз со Србија и со Русија, отфрлање на НАТО и Европската унија и долги преговори со Грција. Долги преговори со Грција да признае посебен словенски, небугарски идентитет во Македонија од средниот век наваму. Значи, тие македонски нема да признаат посебен словенски идентитет. Сега, на тој начин што може да се постигне? На тој начин Србија ќе биде придобиена, Грција ќе се надева дека ќе го замена на овој идентитет од средниот век наваму, ќе поклони античкиот период. Значи, тука ќе се водат преговори. А кога се водат преговори, Грција ќе биде неутрализирана, тоест нема да биде во сојузот против нас, што сега се видите во Солун, како се собра и сите во тоа. Значи, Србија ќе биде придобиена, Грција ќе биде неутрализирана, пошто
ќе се одат преговори, тие може да се водат 50 години, така. И од наша страна, прашањето за црквата може да се турне на страна, што не е генерално за обстојувањето на Македонија, така. И веќе Балканскиот сојуз против Македонија, новиот Балкански сојуз, може да биде разбиен, пошто ќе останат само бугарите и албанците. Тогаш од една страна Турција може да блокира Бугарија, таа се спрема да блокира и остават само албанците, кои ние и србите со подкрепа на Русија можем да се избориме. Ето тоа е, значи, за мене стратешки момент кој може да биде. Само што не гледам луѓе ни од лево моментално, ни од десно, зборувам за фотеляшите, кои се спремни да бидат храбри и да се борат за Македонија. Благодаря. Благодаря на професор Пицов. Сега зборно даваме на господин Тони Наумовски, универзитетски професор по филозофија. Несомнено е дека во развојот на националната историја на секој народ на оваа планета доаѓаат почесто или поретко. За наша мислика како македонци, нас тоа многу често не се случува во историјата, доаѓаат критични лигови, критични историски моменти, време во кое што се одлучува дали ќе имаш воопшто и понатаму дали ќе има иднина или ќе нема иднина. Денес овој период, овие месеци, е дефинитивно уште едно такво ново време за македонците, по кој знае кој пат во нашата мачна, а се разбира истовремено и хересска историја. И тоа е утврден факт. Големата слика, која што секој рационален, барем малку разумен македонец, веќе мора да ја гледа пред себе, мора да ја утврди како состојба на факти, како објективна стварност, несомнено имплицира едно сознание, за кое што и почитуваниот Стефан во еден дел од својот говор обрна внимание, а тоа е дека сега веќе станува битка во која што секој од нас се бори практично за себе си и за своите најблиски прво, или за семејството, роднините, пријатели, а потоа и за општеството, односно за државата. Сега ова е наша последна битка, во тоа бидете убедени. Таа битка се води од 90-тите, 91-та, во овој понов дел од нашата милениумска национална историја, но полека, но сигурно, за само 20, колку веќе од 91, за само 25 години, 26, новиот Балкански сојуз, кој што не е нов, туку тој практично перманентно делувал од 19 век или од почетокот на 20 век до ден денеска, а тоа е сојузот на сите соседи против Македонија, сите до ред, за жал, полека, но сигурно успела да не победува. И тоа мораме да го признаеме како факт, како состојба на терен. Да си го признаеме како факт, дека за жал, ако не се потрудиме максимално, ќе не победат и нас ќе не нема. Значи, ние ќе бидеме поробени во бугарскиот кантон, или во албанскиот кантон, или ќе бидеме бегалци, рефуджиис, под некои шатори на УНХЦР, како што ги имавме овде до пред 90-тите години. И сега, во оваа битка, која што се случува, рекол, 25 години, но овие неколку месеци, денес, сега и овде, ако не го дадеме максимум се оно од нас, што го имаме како личности прво, како второ, како луѓе кои што имаат национален историски идентитет, со несомнена врска нишка, линија која што не спојува со државата, без која што си ништо на овој свет, и која што ние имавме привилегија да ни ја подарат нашите предци, крвава ја патира, ние да изгубиме за само 25 години, тоа е срамно.
И после тоа, таму имале станови по Флорида, таму по Монако, кај сакаат нека има станови и не знам колку милиони евра, джабе ти. Ако ти немаш своја држава, ако ти не зборуваш македонски 24 часа во денот, ако ти не се движиш и немаш чувство дека тоа е твое парче земја, твое парче небо, твое сонце, джабе ти се пари, джабе ти се станови. И за да не се случи тоа, ние мораме да се бориме до крај. Сега таа битка никогаш не била лесна. Ниту пак било се разбира во други историски контексти, имала други форми, кои што конечно во само мали модификации денес ќе се повтори. Немојте вие да мислите дека нема таа битка да добие и други димензии, освен овие сега за сега главно политички. Значи сега на зелена маса нека политичари го предаваат практично нашето славно минато, нашата историја и ја оневозможуваат нашата иднина како народ со своја држава. А ние, за разлика од албанците, немаме ние друга држава. Немаме. Значи, не си имаат Албанија, си имаат Косово, дали што е протекторат на sejedno, си имаат и речи си за жал дека пола Македонија, во на некоја символичка смисла. Ама ние немаме друга држава. Немаме. Сега, каде е проблемот со договорот кој што една политичка структура, односно политичка елита, како што добро некој забележа, треба да се прави разлика помеѓу обичните членови и политичката елита, партиската елита. Сега, тоа се истите оние структури, идеолошки и ментални, кои што во својата идентитетска матрица немаат сознание и не им е битно историското и значење во смисла на основен услов, предуслов. Значи, или ако сакат кондиција sine qua non, за да воопшто да имаш држава. И сега поврзано со, според мене, најлошиот дел од овој договор, кој што да се надеваме конечно дека може би нема да се подпише. Планирано е за 1 август вечерта во владата, ако не се лажам, или на 2, sejedno. Може би нема да се подпише, ако конечно се потрудиме, нема да се подпише, но каде е, според мене, најголемата опасност во овој договор? Тоа е во членот 11, ставот 4 и особено ставот 5. Ставот 5. Сега, во ставот 5, мислам дека веќе знаете зашто станува збор, ние практично се откажуваме од македонскиот народ кој што живее во Република Бугарија, односно од македонското малцинство во Бугарија, која што не е признаено како малцинство. И сега, ова иста структура, политичка или sejedno политичка елита, која што сака да подпише ваков велепрекажнички договор, не сомневам, е истата она партија политичка, која што на почетокот на 90-тите, ако се сеќавате, во еден ден го смени знамето, смени името, го прифатила референцата и го избриша членот од тогашниот устав, кој што согласно меѓународните принципи, согласно меѓународното право и согласно другите устави на сите балкански држави европски, имаше како природно право на државата, поврзано со носителот на таа држава, македонскиот народ, да се грижи за своите припадници, односно за македонците, кои што живеат во соседството или било каде во светот. Е сега, тоа беше исто така акт на велепрекаство. Значи, сетете се, 90 и некоја. Тоа беше време на Бранко Црвенковски, ако не се оплашам. Не, која партија беше на власт? СДС. Значи, 90 и знамето. Не, спомнуваме се она кога се откажала од македонците. Која година? Да, 94-та. Не идеше 94-та, тоа е во 91-га година почитуваме. Добро. Која партија е на власт? Не. Се извинувам. Ајде. Видете, да... Променет во 91-га година. Не,
Не мислам дека не за друго мислам. Да, значи вака полека не е точно. Не. Пак сега да ви кажем. Замолам да ги... Видите, што ви беше идеята. Знаете дека во 90-тите се промени вековното македонско знаме. Утлеш или сонцето да мина, не? Знаете дека се пифат и референцата. Филм. Односно бе, точно. Чекайте малко. Сега аз говоря много. Ке дебатираме по-ръст. Дали тогаш се промени уставот, со кој што Македонија се откажа од грижата за своите национални малцинства? Добро, господа, не, но говорете сега. Јас говорам, много бидете и да знам. Сега што ми е поимето да се зададим? Тони извини, се извинува. Од 1900, од тая службена, или како да го кажем, влада, до 1998 година владее СДС. И тая влада, која беше на Клюсев, која става? Па ставија Киро Глигоров. Колко беше Киро Глигоров? Како што да видиме деци? До 98 година владееше СДС. Толкова. Дали 95, дали 93. Значи, со време за спорта, така и така. До 98 годината на ВМРО, потоа со декларацијата со Бугарија 99 тоа, но да видиме деци. До 98 се, од 90 до 98 е на СДС. Добре, да не остане само за одговорен, ако толкова значат точни датуми, 6 януари 1992 година е променет уставот. Тие два члена 49, со кои што кажат на македонците во Грција, че тоа е првопотезно менување уставот, тоа е 6 януари 1991. Преференција на фирм 8 април 1993. Промена на данъчно путеш 2 октомври 1995. Жете гледа всяко термините? За термините. И сега, фактот е овој, поврзан со она што ни се случува денес, сега и овде. Тоа го покажува континуитетот на македонското размедитување. И конкретно поврзано со особено болното откажување од нашите сонародници кои што живеат во Република Бугарија. И сега видите, нас проти сето меѓународно право, нас проти сето меѓународно право, нас проти сите конвенции од Европска унија и така. Членка на ЕУ и на НАТО, како што е Република Бугарија, не признава национални малцинства во својата држава. Иста е ситуацијата со Грција, како што знаете. Во Грција сите се грци, таму нема малцинства. Сега направете вие споредба со Република Македонија и со ова што на нас ни се случува 25 години и ќе видите каква самоуништувачка политика, во таа смисла особено, водале сите политички елити, без разлика дали не се од едните или од другите. Тоа е најмалку битно во оваа ситуација, затоа што државата кога ќе изгубиме, сите ќе изгубиме, не само оние кои што се приврзаници на ВМРО, но и на СДСМ и на други политички партии. Сега, што ми е конкретната поента, тоа е дека укажувам на најголемата опасност според мене во овој договор, тоа е дека Република Македонија нема да има повеќе никакво право и дури ќе биде и обврзана, односно има можности за санкционирање, доколку воопшто се обиде да направи некаква комуникација со нашите сонародници македонци кои што живеат во Пиринска Македонија, односно во Бугарија. Значи тие каде наспроти сето меѓународно право живеат без колективни права, не се признати како малцинство, немаат основно училиште на македонски јазик во Бугарија, а Бугарија е членка на ЕУ и на НАТО. Исто и во Грција, нели? Но сега зборуваме конкретно за Бугарија. Сега, каде немаат основни човекови права, колективни права, туку и нивната матична држава, како што секоја држава мора сама по себе да се грижи за своите припадници, сега ние ги оставаме нив на дело на бугарски и секакви пропаганди, кои што ќе доведат до понатамошни процеси на денационализација и конечно колективно разочарување, пагање на духот на тие македонци кои што живеат таму. И сега извор на реалност и на легитимитетот денес и од секогаш
како нужен услов, ви реков, да имате држава, тоа е да имате историја. Ако ние со формулациите за етничка историја и така натаму, ние практично се откажуваме од автентична македонска национална историја, што е и нескриена цел од некои бугарски пропагандисти. Значи, ние сме, според таа логика, ние сме нова нација од 44-та и ние со само за тоа ќе немаме право понатаму и да го користиме нашето вечно име. Сите дискутанти да се ограничат на 10. Да, добре, завршувам полека, благодарам. Значи, потоа ќе следи фактот дека ние не можеме да носиме име Македонија, затоа што тоа Македонија, името Македонија е назад со милениуми, а ние сме нова нација. Тоа ќе го искористи албанското малцинство во Република Македонија, кои што ќе речат дека ние сме нова нација, албанците се староселаци на овие простори. Значи, се отвараат со овој договор, се отвараат редица неповратни и реверзибилни процеси кои што ќе доведат дефинитивно до уништување на нашата држава и до тоа дека ние ќе станеме или робови, поробени, или ќе бидеме бегалци. Може би во прво време, по моја проценка вака, ако некој чудо не се случи, односно не се освести секој нормален македонец и не сториме нешто да ги спречи на овие процеси кои што дефинитивно ќе доведат до уништување на нашата држава и до тоа рекол да бидеме бегалци. Мислам дека во прво време моја проценка е дека ќе ни дадат некоја јазична и културна автономија. Ме разбирате, може би ќе ни дозволат да учиме на основно училиште на македонски јазик. Сериозно да кажам, тоа е моја објективна проценка, а многу ретко грешам како што знаат некои од вас овде. В таа смисла, ви благодарам. Ова е наистина најкритичен миг од нашата историја. Ако се бориме, може би ќе успееме да се спасиме. Ако се препуштиме нова, сега ќе ни ја земат историјата, утре ќе ни го земат името, заутре ќе ни ја земат територијата и ние ќе останеме бегалци или поробени. Јас ќе се борам, а се надевам и сите вие. Ви благодарам. Благодаря на Тони Георгиевски. Следният дискутант е господин Тодор Черпеганов, университетски професор по история. Благодарам. Не знам како да почнам. Јас во овој договор што го припремам така како што е, можам да гледам дека е окей. Тоа го изјавија странските дипломати дека они го прифаќаат договор. Меѓутоа, 2013 година тие истите западни дипломати го прифатија, го пришле мирен договор без опозиција. И денеска истото го прават, го прифаќаат, ама воопшто нив не ги интересира дали во тој договор има нешто што за кој народ се работи, дали се работи за јазик, дали се работи за идентитет или се работи за нешто друго. Некако, гледам и Тони и Стефан, почнахме самите да се зборуваме за подобро на Македонија. Самите се додобро порано неделене, можехме да зборуваме дека неделене, не сме имали држава, не сме биле субјект, не сме имали институции на систем, ама денеска со сите институции на систем, со се што е потребно на една држава, ние самите починиме да зборуваме за подобро. И тоа некако, то ни кажа, ни проја онака, па што не везе, 4 кантони, ќе се најдеме некаде. Спроги кантони клучеме некаде до основно образование, македонски јазик, некаде нема ни воопшто да учиме. Многу е лесно да се борите да формирате држава. Имате идеја, имате цел. Меѓутоа, да ја одржите државата е многу тешко. Ние се наоѓаме толку во тој момент. Одржување на државата. Дали ќе успееме да одржиме државата која што ја формираме? Некои викаат од 45-та, некои викаат од 91-та. Меѓутоа, денеска теме на разговорот е договорот со Бугарија. Ви набележам сите точки кои што се. Јас, да се повторуваме, ќе се осврнам на таму се зборува за заеднички учебници, не за заеднички, не се зборува за заедничката историја, дури потенцирано заедничката историја. Исто така, мојот ден, не знам дали тоа
заборев дали во договорот, каде што заедно изјавува дека заедно со Бугарија ќе ја спречуваме недобронамерната пропаганда доколку се појави внатре во државите. Заедно ќе бидеме против говорот на омраза и заедно ќе го парализираме, ќе ги поразиме националистите. Сега се поставува прашањето дали ние овде сега што зборуваме сите сме националисти. И дали сите овде присутни според оваа изјава не треба да бидеме осудени. Значи некој ќе прави контрола на ова дали јас сум патриота или не и треба оние да одлучуваат што јас треба да бидам. Навистина човек не знае што да размислува. Прашањето ми е како ќе направиме заеднички историја. Кога секој народ има своја посебна колективна меморија. Колективна меморија која што е сосема различна мојата од бугарската. Немаме ја иста колективна меморија со бугарската колективна меморија. Дури таму пишува дека како беше во договорот стои експертска комисија, што вели Бачев, тој се согласува со тој член, објективно ќе ја напишат историјата и ќе ја кажат историската вистина. Ако македонските историчари до сега од оно што ја напишале не ја кажале историската вистина, и ако тоа не е објективно, затоа што за објективно може да зборуваме објективно са релативна работа, но што објективно за мене, за вас може да не е. И кои се тие кои што од надвор ќе дојдат и ја оценуваат на нас оно што до сега го сработено македонската историографија. Јас кажав најнесно, ако најлесен начин е да се соберат сите македонски историчари, да се пензионираат, да се вратат во пензија, не сме многу. Видовте 26 души се подпишавме на тој документ, дали има уште 20, 50 други се пензионираат без никаков проблем, се што е напишено до сега на клада, нека се стави, нека се запали, тоа не е објективна историја и нека дојдат бугарските стручњаци со нашите, ќе се најдат, сигурно ќе се најдат историчари, кои што ќе направат објективна и вистинска историја. Објективна историја, што за мене е абсурд. Не ми е познато до сега, може и меѓународното право и меѓународното право. Меѓународното право е само за големите. Меѓународното право не важи за малите. Меѓународното право се е направено само да можат големите да се ги контролираат своите интересни сфери. Таму каде што им сметате и нешто, а имаме примери и сето колку сакате диктатори кои што биле демократи, оценувани од најдемократската држава на светот, биле оценувани како демократи. Значи, јас во меѓународното право многу не верувам, затоа што тоа е направено само за меѓусебна контрола на големите сили и денес оно што се случува, пак е борба меѓу големите сили за позиционирање на Балканот. Дали до сега, дали во македонските учебници постојава омраза? Мислам дека во македонските учебници се едни од учебници кои што се со најмала содржина, со најмал број на страници, нема никакви зборови на омраза, има историјата на сите балкански народи, од антика средновековие и османски период современна историја, до денес, за жал, во балканските учебници на нашите соседи, за Македонија нема ништо. Или бугарите си ја зимаат за своја историја, грците знаеме како, воопшто не ги споменуваат, србите попуштија малку во однос на национално револуционен период. Значи, имаме, како што рекоа, 4 балкански држави повторно се настрмени кон Македонија. Не случајно беше средбата во Солун, кога се состана бугарскиот, грчкиот и српскиот премиер, председател, каде што повторно како доживува договорот од 13 година. И пазете го абсурдот, македонското министерство за надворешни работи излегува со изјава дека го поздравува до собирањето на тројцата соседи во
Солун или не знам дали беше Латина, каде што зборува за Македонија, а македонски представник нема и барат наследниот составок Македонија да биде повикана. Па ако требало ќе те повика. Значи не им требаш и затоа не те викаат. Меѓутоа, мене ме плаши оно што во собствена држава, во собствена држава денеска, ние како да самите учествуваме во се тоа што ни се случува во овие подели. Овој договор, ако македонската страна навистина знаела што сака, не би требало да постои таму термини кои што ги има заедничка историја, омраза, формирање на комисии кои што ги пеглаат историските настани, па еден куп историски, не знам, еден колега ми вика, почнало Брусилица дипломатија, да спомените кои што стои фашистички бугарски окупатор, земале го избрижале бугарски фашистички окупатор, или стои на споменик на Благо Јанков Кучето, убиен од бугарски куршум, земале го избрижале бугарски, стои куршум. Каков куршум го убил? Македонски, предавнички? Едноставно, некој не сваќа дека фашизмот, нацизмот се термини со кои што се определува одредено време. Како ние ќе излеземе на крај со Холокаустот на евреите? Дали ќе треба да го заборавиме? Кој го направи? Самите македонци. Или физмане дека евреите сами се оделе, сами се качувале на возовите за превика. Па мора да се каже вистината. Ако се оди кон тоа, сето тоа да се прекројува и да се крати, тоа што е историја. Тоа е фризирана историја. Заедничка историја, овде гледам постари, имавме во СФРЈ. Имавме заедничка историја која што гледаме докаде не донесе. Работите кои што не ви се допаѓа, ќе ги ставите на страна. Меѓутоа, тоа е фризирана историја и тоа е историја по диктат на политиката. Зошто нема представници од ВМРО и СДСМ? Па треба да зборуваат, некој треба да го оправда овој договор. Како ќе излезат кога и учествуваат во неговата подготовка. Исто така за македонското малцинство во Бугарија. Не сега да се повторува, се согласувам со Томи и со Влаков, дека не можете вие тие луѓе таму ги заборавивме. Ниту во Пиринска, ниту во Египетска Македонија ние имаме во институтот луѓе кои што пишуваат веќе за тие два наши дела од Македонија. Како едноставно да ги препуштаме сосема мирно, без никаква галама, се до тоа да изуме. Благодарам. Благодарам. Сега, пред да му дадеме збор на господин Ристо Никовски, само кратка реплика од господин Бачев. Само една реченица, бидејќи колегата Чепреканов изгледа грешка, освен да објасни грешка, да разнал таму е забелешка која кажа за заедничката комисија, и тука поентата не беше на мене во таа заедничка комисија да седнат македонски историчари и да им реферираат за бугарски, да има македонци, нема македонци, од кога се како се. Него во таа комисија да се стави на маса историјата на Бугарија, во која македонски историчари на научно засновани факти ќе осветлат, ќе расветлат бугарското потекло. Значи, на комисија на која ќе се разгледат сите спорни прашања и македонската историја да дојде на потек, да поентира, бидејќи еве, јас видов вчера прекрасен напис од бугарски историчари кои сами се гордеат на своето татарско монголско потекло и викат го осудуваат овој договор. Така да во таа смисла беше таа, да кажам, условно подршка на таа точка 6 таму околу заедничка комисија. Значи да седнете како македонски историчари, да расветлите, да го осветлите потеклото на бугарската историја и бугарскиот народ, а не да се реферира за македонците. Ја само едно, ја би сакал да е така, меѓутоа знам дека ќе биде обрнато. Ќе се чешлаат македонските учебници, нема да се чешлаат бугарски. Тука е целата работа во поглед на македонските учебници и на оние, да речеме, делови кои што предизвикуваат омраза или било што, а тоа не постои. Меѓутоа, работата е ревизија на македонските учебници. Благодарам, ќе продолжиме сега господин Никовски да земе.
Заинтересирани за одоварна информација. Вчерашна Нова Македонија, во денешна и утрешна, има 3 текстови, објавени мои текстови, во кои корено се објаснува од повеќе аспекти, длабински се анализира. Да. И мислам дека кој е заинтересиран, многу повеќе ќе добие, бидејќи дека се па и кратко да се каже се. Видите, прво има една забуна кајност. Се смета дека Бугарија треба да го признае македонскиот народ и македонскиот јазик. Тоа не е точно. Во светот не се признаваат јазиците и народите. Тоа води по некој автоматизам кога се признаваат државите, доколку поинаку не се стипулира, не се подвлече. Бугарија кога беше прва, на 15 јануари 1992 година која призна Македонија, не се огради од народот и од јазикот, што значи имплицитно тие немаат ништо против, немаат забелешки. Ние знаеме дека не признае како втора бугарска држава, меѓутоа формално правно тие не се оградија од нашиот народ. Огради се на идниот ден председателот Желев. Официјално се огради. Нема, тоа е официјален на председател бугарски. Како не? Признавањето како акт зборуваме. Ние знаеме која е бугарската политика, знаеме што смета Бугарија и што прави Бугарија. Тоа е првиот факт. Второ, се смета дека се брани такој договор со фактот дека Бугарија ќе не подржувала во нашите евроатлантски интеграции. Улогата на Бугарија во присоединувањето на Македонија во НАТО е равна на нула. Никако влијание нема, нити ги имаат, и дори во моментот следната година кои ќе председаваат со Европскиот сојуз, бидејќи таа е улога на председавач е де факто британска коалиција која ништо не менува, никој не ја слуша и за Македонија во членството на НАТО и ЕУ, поготово ЕУ НАТО, аз сум сега против такво едно членство по Украина, значи Бугарија никаква улога нема и тука да не се задржуваме. Факт е дека Бугарија може да не попречува, може да не прави сопки, али тој ќе го прави само доколку тој му одговара на другите. Кога другите ќе дадат земно светло, и ако Бугарија се обидува да прави проблеми, ќе дадат по прсти и се обидува повлече. Договорите билатерални што се подпишуваат на два јазика, на двете учени држави. Сите договори кои ги има подпишано Бугарија со една Германија, со една германски на бугарски, со Франција на француски и бугарски, со Србија на српски и бугарски, со Македонија не сака. Зашто сите знаат? Затоа што знани македонски јазик не постои. И се тука е малце абсурдно и чекайте са што се работи, кој е тука забриган, кој е тука не знае што прави, кога тие не признаваат народ и јазик, а сака да подпишат со договор. Се тоа го прават со цел да ги покажат своите, да ги потврдат своите историски синдроми, дека ние не сме народ, дека сме несвестени бугари, дека ние зборуваме бугарски дијалект и има тука една, да речем, позитивна, во наводници повеќе ситуација која Бугарија де факто СОВА признава, прифаќа дека во Македонија се зборува македонски јазик според статистиката, а да потсетиме дека јазиците се историска категорија и народите, а не се уставна категорија. Значи тој на тој начин парко девалвира нашиот јазик како историски јазик со кој сме растели како наш мајчин јазик и тоа е нивната цел. Со овој договор да се избрише све до 44-та година кога се формира нашата современа македонска држава, разбирате, и да кажа тогаш Тито и Коминтернот не измислија нас, од тогаш ние сме реалност, али до тој момент целата историја е де факто бугарска. И во суштината се работи за тој бугарски синдром, дека до 1944 година македонци немало, ние сте биле несвестени бугари, и дека од тој момент се кодифицираше јазик, се формира држава и од тој момент може да зборуваме за македонци. Значи,
Тоа е таква една дистинкција, многу јасно поставена, разбирате, а тоа што ние много проголосуваме дека некој еден ваков договор е веќе друго прашање, порова за нашата недоветност и политичка неписменост. Значи, со подпишување на еден ваков договор, ние де факто ги прифаќаме сите бугарски тези, кои се послушни, кои де факто утре, ако се подпише договор, се марка. Сега кратко за декларација. Малку се знае, декларацијата од 1999 година е американско масло. Таа декларација е наметна, е подметна, да речем потежок збор, да се американски држави. Тогашниот заменик државен секретар Строго Талбот со своите соработници, кои се амбасадорите во Скопје и во Софија, ја наметна, текстот е нивни, разбирате, и тоа е дел од едно сценарио кое е упорно 25 година, американско сценарио. Имаме два дела од Мозаик. Првиот е од Советот за безбедност на Обединетите нации, кој ни суспендира името, и го суспендира американците. Ако никој мисли дека во Советот за безбедност Грција го наметна тоа, или Франција и Британија заедно со Шпанија, тоа мислам е крајно непознавање на функционирање на Советот за безбедност. Тамо се главно сите американски држави. И ако сакате поеднакво представено, ако Америка мислеше дека не е во ред, не е легално, не е коректно, ако сакате игнорирате суспензијата на македонското историско име, али уставно име, овој случај уставното име се ова и уставноста само потврдува таа историска категорија на нашето име, разбирате, ако Америка беше против тоа, можеше ли во Советот за безбедност да не го суспендирате? Значи Америка беше за, не беше експонирана можеби, али без Америка да се има право на вето со прочит, ако беше против тоа ќе ставеше вето на против Америка го подржа, значи тоа. Ако не беше директно експониран, че тоа го дозволи го направи. Значи, имате од страна на Атина се игнорира на името на државата, имплицитно и експлицитно и народот, затоа што ако нема Франција, нема французи, ако нема да нема македонци, разбирате, и од друга страна, преку Софија, се игнорира јазикот. Двата основни столба на државата се народот и јазикот. Тие двата, преку две линии, се игнорира и тоа е целта. И сега да бидеме сигурни дека и во оваа цела игра, тоа мислам не е никаква тајна, стојат пак тугите интереси и Бугарија само еден фактор кој го реализира за американско сценарио а нашите политичари, кои знаете некој начин државна власт, имаат своји обврски и сега тие долгот кој го направија се го плаќаат. Значи, тоа сценарио генерално. Сега година самиот договор. Договорот е, ако не два пати, ако не 5 пати, 3 пати полош од самата декларација. Декларацијата е предавство на македонските историски и фундаментални, како сакате, интереси. Сега плюс од оваа декларација има два нови моменти. Тоа е околу историјата, каде што вели имајќи ја преди заедничката историја. Ние факт дека имаме дел од историјата заедничка, зашто сите наши дејци работеа и живеа или 99% живеа во Софија и во другите бугарски градови. Само малку живеа во Србија, во Грција, во други држави. Само тамо беа главно сите. Значи, сите тие кои делуваат, сега като дозволе завршам. Значи, сите тие кои делуваат тамо, тие во најголем дел делуваат како македонци и сега Бугарија, разбирате, сите тоа го освојува, сака да каже дека тие беа бугари, не беа македонци, иако е факт дека некој се пишува, сите се пишува бугари, има бугарски пасош. Така да, ако ми Цирков некаде свил дека е бугари, разбирате, од тој момент може каже македонец, мојот покоен дедово на време на српско, кој е оресен, бил пописот српски, вика националност македонец. Нема такво нешто. Писи што сакаш. Разбирате. Тоа е таа ситуација кога немаш кодифициран македонски налик, пишуваш на бугарски. Царов е македонска и бугарски поет, ќе пишува на бугарски. Али да пишува оваа земја не моја земја, разбирате. Значи, повикувањето на заедничката историја, да ќе нека биде исто. Не може да имат заедничка историја, разбирате, две семејства, ако не живееле заедно, ако не биле исти, разбирате. Тоа е фактот дека со кој ни го повикува тоа. И вториот дел која многу ја отскокнува и ја влошува ситуацијата е делот кој вели дека заеднички ги славиме историските настани. Зашто е пак зборува дека ќе ги позајмем договор, како нешто има.
да наметнем, значи, прифаќаме дека историјата е заедничка и прифаќаме дека славиме, значи, нови обврски и апсолутно нас со, мислам, и други работи, кај се малцинства. Бугарија, сегавате, веројатно, пред некој време инсистираше на бугарско малцинство во Македонија, што беше се скока в уста, ако сме ние бугари, како појде од малцинство. Се повлекло тоа, али ова декларација, овој договор нема ништо обврска со малцинството. Македонија, ако требаше во овој договор нешто да постигне, требаше да постигне да македонското малцинство мора да се признае, да ги добија сите права и така натаму, да не се спомнува, разбирате. Второ, требаше да имаше избегнување бугарско околу фашизмот и окупацијата на Македонија. И сега зашто ќе речете, имаше 99 година двата премини потпишна декларација, а сега бугарите инсистираат и потпишува договор, кој уште положи таа декларација, која беше капитулантска, навредлива и неприфатлива. Знаете, декларацијата не е никаков документ, тоа е документ, маргинален документ, тоа е една изјава, ќе правиме вака желби, намери и така натака и планови и на крај се става преки никому ништо. Со овој договор Бугарија ќе може секаде и ќе го прави тоа, јас имам документ бугарски кој ќе го посочува како правец, секаде ќе бара македонскиот јазик да биде регистриран според уставот на државата, ќе девалвиран, секаде сите и во обединените нации, и во НАТО, и во ЕУ, секаде ќе има француски, германски, српски, бугарски, хрватски, македонски ќе биде според уставот, значи нешто неавтохтонно и измислено. Со декларацијата тоа не може да го постигне. Со овој договор ќе го постигне. И само уште една работа. Договорите најте обврзуваат за разлика од декларациите. А овој договор на пријателство и соработство, некаде добрососедство е врвот на договорите меѓу две земји. Знаете, што повеќе договори меѓу две земји имаат потпишано, тоа значи соработката е подобра, порегулирана и така натака. Овој договор го потпишуваат две земји кои нема ниедно отворено прашање. Тоа е врвот на договорната регулатива, кога доаѓа до нивото дека се е решено. Сега, ако меѓу Македонија и Бугарија се е решено, што станува со другите? Значи, овој договор, де факто, ако се потпише, представува предавство на фундаменталните интереси на македонскиот народ, последиците ќе бидат несогледливи, разбирате, нашиот јазик се девалвира, а знаете, во основата кој не признава народ, не признава јазик, тоа е чист идентизам, што не признава ни територијата. Значи, за него сме ние втора бугарска држава, неосвестени бугари, и тоа се директни аспирации територијални, идентизам. И оно што малко сам да спомнам дека со самото прилаталата во Софија, покажува дека сите смета дека македонското прашање е пред затварање, дека секој ги уште сега нажевите за кадиш по човеке, и тамо тема единствена беше Македонија. Беше кој идено е Латина, се прави се Македонија се прекрасни, значи ова е само првиот исчек кој го дозволиме во уништувањето на македонизмот и бришењето на македонизмот. Тие комисии се тамо спомнат така натака, тие апсолутно не се бити, тие се од двете страни, историчари се не ги измислат кои сакат нека стават, било какви им се довршува. Какви историчари нека стават, на крај нема се дозволи да извито операте историјата, разбирате, значи тоа стана особено прашање со кое треба се борим понатака. Меѓутоа ваков договор не сме се да се потпише, бидејќи тој е капитулантски договор, навредли, вакви договори потпишуваат само поразени држави и протекторати. И со право поставуваат сите други ентитети. Благодаря на следниот дискутант само ќе биде господин Слободан Томич, магистрант по дипломатија и уредник на култната емисија Гласот на народот. Само процедурално. Господин зашто мало чути никакви информации немаме таа институција ја заставува Македонија сите нас плаќаме. Зашто нема никакво сообщение и зашто неќе да излезе кој лично сообщение да каже? Подоцна ќе дискутираме оваа тема. Да ги дослушаме дискутантите уште. Значи Јас
ми е чест и задоволство што сум во президент дека се сте на вистински македонци. Македонци кои пред сега сакат Македонија како својата мајка. Драго ми што сте професор, така на Марко сега поздравам, е голем пример како се сака Македонија. И сте ми поздравам. Овој е многу штетен договор, јас го нареков и го преферирам како наслов договор на сближување или само поштување. Ще почнем со оценката и ставот на првиот човек на највредната институција ЕГН-а, тоа е Швајцарски институт, тоа е господин Роман Шулц. Тој вели, македонците се еден од најретките народи во светот со најстар ген. Првиот човек на Швајцарскиот институт ЕГН-а, како најугледен светски научен истражувачки и антрополошки центар, кој што користи современи научни методи, потврди во разговорот со мене за програмата Гласот на народот дека македонците се нација која го има најстариот ген меѓу народите во светот. Има ли, почитувани мои пријатели, последен аргумент од оваа изјава на најугледниот светски научен истражувачки антрополошки центар? Знаејќи дека со ДНК анализата се е мерливо и се е одредливо. Дали натаму треба да се плашиме, да се страмиме, да се представуваме кои сме, од каде сме и колку сме стари. Сепак едно јасно, а тоа е дека сме македонци, со македонски јазик, култура, историја, географија, археологија. Овдека сме собрани да дискутираме, дебатираме за договорот за добрососедство со Бугарија, што наведува големи опасности. Прашувам, дали овој договор кој упорно се криеше од народот македонски, се очекува да продуцира и реализира уште едно велепредавство, беше спомнато повеќе пак. Откажување на македонците во Пиринска Македонија, како и ретуширање на собствената историја. Искуството вели и говори. Прво беше Ранко Заветовски и папата, кој со привремената согласност со Грција 1995 година се откажа од македонците во Беломорска Македонија. Се согласи со промената на знамето на државата со 16 зрачно златно сонце, што представува класично велепредавство. Ако и претходно го имаме во предвид, се откаже од името на државата Македонија со времето враќање поранешна Југословенска република Македонија. Претходно народот воопшто не беше прашан, се суспендира волјата на народот, искажана на референдумот на 8 септември 1991 година, кога едногласно беше потврдено името на државата, тоа е Македонија. Зошто толку омраз кон собствениот народ? Дали воопшто заев денес го чувствува за свој македонскиот народ и македонскиот јазик? Праша се. Каде им беа очите и ушите, а пред се умот и паметта на големите експерти и министри за понадворешни работи и професори по меѓународно право, Венко Маневски и Љубомир Фршковски, да го отворат Уставот на Република Грција и да го проучат членот 108, каде што стои јасно: мајката Грција, како и ниту еден грк, каде да е, не сме да се откаже од собствениот народ во земјата и надвор од неа, и дека таа се грижи и ќе се грижи за сите нив. Му благодарам на професор Бачев и искористив неговата докторска дисертација кај што професор Бачев тоа го акцентира, јас сме често моите мисли да го спомнам. Зошто истото не го побара проистичаните на Социјалдемократскиот сојуз, предводени од нивниот учител Киро Григоров, како и од Бранко Заветовски и останати таленти? И сега, имам истата работа, со истиот некако изговор дека ова е македонски, ова се за македонски перспективи. Ви се молам. Тоа значи, че се откажеме од македонците во Пирин и че ретушираме историјата. Како че им се одговори на роднините на студентите од Ватарша, Струмица и многу други, како што јас да ја разбирам идејата на покојниот вујко на мојата сопруга Митко Цецов, кој бил убиен од бугарските сили во одбрана на градот подисан од Штип. Се разбира тргна во сосем искуство и ситуација. Како че им ја представи историјата на поколенијата, нашите пријатели, Соединените американски држави, имат само своја куса историја. Ви се молам, од Томас Джеферсон или се на се, до ден денеска само 205 години постојано. Тие го немаат исходот македонски. Дали за сето тоа ние треба да ги платиме сметките? Или со еден збор да се само лиштиме или само запалиме? До кога со Македонија и македонскиот народ некој ќе си ги лечи компресиите? Прашувам. До кога во Македонија ќе се раѓаат изроди и предавници? Ова се базични прашања и од мене и од народ.
Може би е пренагласено или дефетистички звучи од прва рака која ќе се напише, прочита или разбере. Ништо не може денеска да се окриете. Така и овој случај со двојецот Заев Борисов. Договорот за добрососедство ме подсетува на познатата Кирова формула за еквидистанца со соседите. Велат експертите оценуваат како едно од најпарадоксалните пропаднати решенија од надворешната политика на Македонија од незиното самостојање до денеска. Може би прочитам пријател черевници спортиста или господин Николски. Но Киро Милоров и неговиот бугарски колега Желјо Желев беа добриот ветер кој требаше да го смени курсот на формулата или познатата еден народ, еден јазик. Или, безобразно речено, македонецот денеска воопшто од секој збора на еден бугарски диалект. Нелогично. Ова се крајни надумничави и несериозни изјави и ставови кои веднаш треба да затворат или заборават дека се каже од кој да е. Двојецот, пак ќе повторам, Григоров Желев требаше да продолжи со тој курс и да согласа ситуацијата на добрососедство во вистинска смисла на зборот. Договорот Заев Борисов сами по себе представува солиден преседан во историјата на дипломатијата, политиката и науката. Овој документ, почитувани, има за цел да уништи генерации. Вистината, а пред се народот кој го бележи, како што се јазикот, културата, историјата, географијата, етнологијата, археологијата. Дали некој сака да фати во магло некој капиталец, а со тоа да се прослави за своите лаги и измами. Знаете на рибарска приказна, дека ми представат здравствените рибари. Кој и зошто му дозвола на Зоран Заев да одлучува во негово име за сите? Мислам дека никој не се согласува за суштински работи, од национален интерес, да решава човек кој самиот се демонтира 180 пати во текот на денот или кој се менува, замислите, 180 степени од неговата претходна дадена изјава или оценка. Значи, станува збор за мощно опасна екзибиционистичка, така наречена политичка фигура. Кога самиот се негираш како народ, име на држава, јазик, култура, што очекуваш тогаш од другите? Ништо. Особено освен да те искористат како крпа, со која ќе го изчистат подот, а морској газале многу гнасни и нечести нозе и чепи. Македонија не го заслужува тоа. Македонија и македонскиот народ не се вештачка форма. Или Титов производ. Секој тоа го знае и секој тоа да му е да памет. Уште малко. Договорот за добрососедство не треба да помине од едноставна причина, бидејќи тој ќе го уништи светото нешто, а тоа е Светото писмо, во кое јасно се спомнува речиси 32 пати македонецот и Македонија. Тоа не сме и не може да се ретушира. Во овој случај ниту Заев, ниту Борисов, во оваа светна книга не се спомнуваат бугарите, ниту грците и другите држави. Дали од таму е таа сета пуста желба Македонија да се ја имат како подлисток или прирезот на нивниот романтизам. Не може. Не можем да разберем во кога вакви банковски или швейцарски чекови. Како може преку ноќ со гумичка се да се избрише цела една историја, една земја, еден народ. Како може да се заборава злосторствата нанесени врз еден народ или една држава. Германскиот канцелар Виселов Хелмут Кол покажа доблест и државничка мудрост, им се извини на геноцидот и злосторствата на Хитлер врз европските држави. И јас прашувам, сите вас прашувам, а и самиот се прашувам, а кој ќе се извини за злоделата на геноцидот на Беломорска Македонија, Пиринска Македонија? Човече не грешиш, вели мој драг пријател. Се благодарам. Но уште еднаш по човечки да бараш прошка, рекол светиот Левот Златоус. Марија, прости, што не ти го спомнам името. Ти благодарам за тоа. Велиме за често е човечки да грешиш, уште по човечки да бараш прошки. Што имаме тука? Да се разбереме. Јас сум помолник на запознатата. Соседот е поблизо од родениот брат. Истото и денес го пева. Јас сум новинар, може би единствениот кој во медиумите ги отворил широк подлив на државите од двата коридора, и на Осу, и на Десет, не знам, на Бугарија и Република Грција. 2004 година јас сум го кажал на моите соговорници, јас не кажам. Меѓу кој беше првиот председател на Народното собрание на Бугарија во фоновата историја, господин Александар Јорданов, дека Македонија и македонците не може никој да ги смени. Никако име, никако народ, никако идентитет, никако јазик. Истото го рекол и тоа на Корнежиот заменик председател на Бугарија, директно во очи. Често и чисто е кога си ги браниш и вардиш твојот дом, поредок,
А знаете, докаде е Рубиконот, тогаш и ќе ве почитуват. Така ќе ве прифатат. Но кога вие глумите европски политичар и визионер, веднаш ќе ве прочитат дека тука нешто се случува, тука нешто смрти. Некој сака да ја уништи или ретушира историјата на една држава, народ, а едно е јасно, самиот ќе се запуши во тој смрад, што рече покојниот поглавар Михаил. Кој ќе се обиде да ја запали Македонија? Самиот ќе изгоди во истиот оган. Тој што ќе се обиде да ја уништи, ќе самиот ќе се уништи. Црвенковски се спротивставуваше и на спогодбата со Бугарија, доколку не се призне македонскиот јазик и македонскиот нација. Поранешниот лидер, што за мене наистина не е никош пријатно расположен да го спомнам од хигиенски причини, името, од многу причини, се спротивставува на ова спогодба со Бугарија, доколку не се призне како шеков јазикот. Но, сепак, природата си е природа, реков дека политичари не се купуваат, не се нарачуваат, се раѓаат, како и дипломати, како и вистински македонци. И да завршам, бидејќи наистина ме интересна времето, што сакам да упатам како порака. Мојата основна порака е, имаше доста текст, ја ќе прочитат во некои колумните мои. Тука сме во емит, не сакам да кажам дека по свадба, по смрт болест, по свадба тапа. Македонија знаеше, македонецот пред се, да се одбрани од големите брои непријатели, од големите брои наезди, атакување, бидејќи затоа се разликуваме од сите во светот. Затоа, како што реков, македонецот докажа дека има поголем ум и поголем коефициент на интелигенција од тоа да е. Јас не го пишам ова. Тоа го реков нашите пријатели од Америка, а пренесени на NBC, американски канал. Да сте живи, здрави, да живе Македонија. Благодаря на господин Томич. Молам да се ограничиме на 10 минути. Следниот говорник е господин Страшко Олумчев, председател на Северно-македонскиот совет Македониум, патриотска организација. Увелено. Благодарам. Дали ме слушате? Да бидам искрен, ги слушав предходните излагања и малку се наоѓам затечен од некои ставови, меѓутоа го реков. Јас сум, за тие што не познаваат, Страшо Олумчев, председател на Северно-македонскиот национален совет Македонија. Дојде сум тука денес да зборувам за ова вчера што се појави во јавност, што за мене представува криминален договор. Значи, криминален договор на штета на Македонија. А што е криминален? Значи, прво треба да видиме кај се кривците и која е причината, зашто е доведено до ова кај што се наоѓаме денес. Касно е, ова трибина е касно, значи требаше да биде организирана порано. Ние се наоѓаме, значи, неколку дена пред подпишување на нешто што значи пораз на Македонија, на македонскиот народ. Од тие причини, јас ќе ви кажем прво што се однесува до прокламираните ставови таму во тој фамозен договор. Има многу контрадикторни работи и вели, значи нема сепаратистички действија, значи ова веројатно се однесува на Моилинден, на македонците во Бугарија. Нема територијални претензии, значи ова се однесува на Македонија во Весток Бугарија. Правата на своите државјани, внимавајте на работа, Бугарија има издадено преку 140.000 граѓанства на македонци кои што аплицирале, кои што попарале таму и сега, бидејќи не признаваат македонско малцинство во Бугарија, практично Македонија нема на кого да бара таму права. Разбирате? Имаме проблем сериозен. Некој тука ни токми формирање партија на българите во Македонија. Што еквивалент ако се гледа со пута 2, тој ќе дојде некаде 280 до 300.000 гласови. Партија која што веројатно ќе може да прави коалиции со некои од албанските партии, со УЧК. Имаме проблем. Зашто тоа не го кажуваме? Историските факти некои ги знаат повеќе, некои помалку, некои се професори, некои не се, меѓутоа фактите денеска зборуваат нешто. Имаме проблем сериозен во државата. Кои се кривците? Кои се причините? Кај е причината, вистинската? Знаете што? Господијата што се замена пред малку е во право. 91 година постои собраниска одлука
со кое што Македонија се обврзува спрема Европската унија, спрема Брисел, за прифаќање на сите критериуми, насоки и упатства дадени од таму, меѓутоа има еден пасус кој што е бендар таму, кој што вели не мешање во натрешните работи на соседните земји. Почетокот на сето ова, кај што сме денес е таму. Тој момент македонската држава се откажа од нашите македонци во Беломорска Македонија, во Пиринска Македонија, во Албанија, во Србија и секаде. Она што сакам јас да го потенцирам овде. Значи, 27 години Македонија е принудена буквално да се однесува и да прифаќа договори помеѓу две партиски раководства на ВМРО ДПМН и на СДС. Таквите партиски калкулации, пазарчески однос, прифаќање на агенти од странство, доведува до тука. Внимавајте една работа. Привремена спогодба со Грција, рамковен договор, мајски договор, Пршино 1 и 2, албанска платформа, бугарски договор. И кому да му верувам јас на оваа држава? На Никола Груевски? На Зоран Заев? Извинете, меѓутоа и нивните претходници, раководството на тие партии, зборам за Бранко Црвенковски, за Люче Георгиевски, изјавите на првиот председател на Македонија дека ние сме Словени дојдени 6-7 век отзад Карпатите. Изјавите на Люче Георгиевски. Тоа е понижување на собствениот народ. Негирање на македонската историја. Ако сме Словени дојдени 6-7 век, што бараме да се расправаме со грците? За нашиот идентитет, значи они се во право. Зашто не им погледнеме на фактите во очи и да ја кажеме вистината овде? Политичките раководства на политичките партии во Македонија ја укнаа работата. 27 години ја продава државата. Извинете за историята, тоа е приходите да ви кажат фактите. Македонскиот народ не може веќе да трпи предоства. Едно да ви кажам. Ставот на Бојко Борисов, ставот на Ципрас во моментот во Грција, на Еди Рама, на Вучич, нас не треба да ни интересира. На прво и основно место македонскиот народ треба да пристапи кон духовно и национално обединување. Ние сме раскарани. Ние не сме обединети. Имаме проблем меѓу нас. А кој не има мир дома, не може да има мир ни надвор. Разбирате? Имаме проблем. Индоктриниран народ. Секакви аналитичари, историчари, популистички агенти. 27 години Ману молчи. Молчи, ови пишува 50 години пред тоа во бивша Југославија фалсификати, публикуваат дела кои што немат врска со вистинската македонска историја. Пишува во корист на Србија. Денеска имаме синот на Македонската православна црква кој што е рацепен на две. Ова ви го тврдам. Скарани се. Некој во тој синот седат се влади за Македонската православна црква, меѓутоа ги застапува ставовите на Грчката православна црква, на српската. Што да очекуваме ние од тие луѓе? Одам секаде, комуницирам со луѓе. Некој бе во Грција ви кажувам има средно со нашите луѓе во Грција. Македонски порок, некој од нив знаете сигурно. Не може луѓето сите креват рацем. Предадени сме вика со години, наназад. Никој не е запри, никој не прима таму. Знаете што? Една Грција има пар македоники, една организација која што е финансирана од државата, меѓутоа нивното иселеништво го држи обединето. Нашето иселеништво, а јас не работик, не знам, како што го знаат и некој од присутните овде, е раскарано. Денес не се расправаат за идеологија. Денес не се расправаат за тоа дали си за Груевски, дали си за Заев. Груевски Заев не за идеологија. То се 20 дешевни виновници за ова што се случува денес. Кривци. Јавно ги посочувам. Преку 100 голуби имам напишано на оваа тема и јасно кажувам дека единствените виновници си тие 20. Не може со такво отнесување. Народ со години имаме на улици. Шарени, том, не знам какви. Сите протестират, никој не знае зашо протестират. На крај добиваме некои фамозни подписи, Пршино 1 и 2,
и еве денеска дојдовме да се бориме за собствената историја, за собствениот идентитет, со некои кои што нема врска со Македонија. Не крадат, ние крадат нашата историја затоа што нема нивна. Тие луѓе немат нивна историја, затоа посегнаа по нашата. Исто и српите, исто и грците. Кој е тој еди работа да прави платформа? Јас многу пати поставам прашања, меѓутоа ќе морам да скратам во интерес на времето, како што рече Маја, значи 10 минути. Ќе дадам овде конкретен предлог. Предлогот е следен. Да се изрази со изготвен памфлет, декларација или било каков документ, истиот тој, сите заедно да одиме да му предадеме на Георги Иванов како председател на државата и да изстапи во име на македонскиот народ, чисто председател е. Значи он не е председател на Груевски на ВМРО, така не е председател на СДС, значи он е председател на македонскиот народ. Има да ги брани македонските интереси. Истото се отнесло и за македонската православна црква и за сите останати. Не опаѓам кој какви ингеренции има. Мора сите јасно и гласно обединено да изстапиме. И втората работа со која ќе завршам. Закажавме протест на 31 септември по 17 часот со соберно место пред соборниот храм во Скопје. Ве повикувам сите да излезете во името на Македонија и на македонскиот идентитет. Мора да се браниме. Касно или не, ситуацијата е оваа, а начин ќе се најде. Затоа што вистината секогаш победува. Македонија била и ќе биде на македонците, а не како се бедува Македонија. Благодариме на господин Страшко Лумчев, инспиративен говор даде. Сега му даваме збор на господин Горан Кутица, аналитичар и основач на Канал 103, познатата радиостаница, но сега и уловен промотор на евразиската политичка агенда.
работите во свој раце на Соединетите Американски држави како единствен хегемон, тогаш се покажа вистинското лице на капитализмот, кој доведе до тоа што доведе низ целиот свет во последните речиси скоро 3 децении. Во тие 3 децении ние сме константна жртва и јас тука би сакал да се надоврзам околу сите збориме до која ситуација стигнавме, но каде е излезот? Ќе се бориме, ќе демонстрираме декларации, нон-стоп нешто се случува, но работите не идат во наша полза, не се развиваат, на тоа сме сведоци. Денеска нашите политичари покажа дека нема трунка визионерство за оно што се случува во моментот во светот или што можеше да се наслути пред неколку години, а тоа дека се раѓа еден нов свет, свет во кој западниот хегемонизам полека но сигурно оснемува, свет кој политички аналитичари го нарекуваат мултиполарен свет, веројатно поголемиот дел од вас со оглед на кои се присутен тука знаат добро за што зборувам, свет кој веќе нема да изгледа онака како што изгледаше до вчера. Пред се тука мислам на земјите од БРИКС, Русија, Кина и пред се на Русија и незината конструктивна политика спрема сите земји и поготово спрема Македонија. Мислам дека Македонија треба што повише да се отвара кон евроазиската идеја, од која што гледаме дека кон Македонија има многу по-фер политика како спрема нашата држава, спрема нашиот идентитет, спрема јазикот и дека за жал во Македонија се уште нема политичари, чест на господинот Бачев и гледам во последниве денови на Стечо Јакимовски кој се одважи, јас тоа сум доста активен на социјалните мрежи и цело време говорам дали ќе се појави во Македонија еден политичар кој ќе каже отворено дека Македонија покрај Европската унија и НАТО, чии сме жртви сите овие 30 години, дали некој ќе се појави и ќе каже дека Македонија има друга опција. Бидам искрен да очекував тоа во еден период дека ќе го каже председателот Иванов, до сега не го кажа, но ете да среќа но за среќа се појави партијата на господинот Јачев, Бачев, која има една агенда, барем јаколку што знам, со симпатии према евразиската идеја, господинот Јакимовски отиде во Москва и послушнавме оно што Русија веќе со неколку години го кажува и на него му беше кажано. Поентата ми е да не должа многу, дека Македонија треба да се откаже моментално од евроатлантските агенди, од евроатлантското здружување, затоа што таму и нема што да бараме после 30 години на нивните политики кон нашата земја и народ. Не може тие што нив тако величиме 30 години да нон-стоп слушаме некои нивни ветувања, уценувања и на крајот ништо од тоа, да на крај доведеме да ја донесат Македонија, затоа што оваа ситуација во Македонија е директна последица на нивното аминување на политиките на Албанија и Бугарија. И редно е да се стави крај на тие наши евроатлантски аспирации и да се погледне на новата реалност во очи, а тоа е мултиполарниот свет. И оно што го слушаме, што го говорат нашите пријатели од Русија, дека би биле дури гарант на нашиот суверенитет, јазик, независност и обстанок, би рекол, на крајот на краиштата. За жал, тоа не го гледаме од мејнстрим елитите политички. За жал, тоа е една партија која важи за десна и патриотска до вчера владеја. Гледаме еден тотално перверзен однос кон Брисел и кон Западот, тие кои ги наместија бомбите, тие кои ги рушат 3 години, кои направија шарена револуција. Гледаме дека тие истите одат повторно во Брисел, повторно бараат нешто. Тоа е развивање еден така наречен стокхолмски синдром, ако знаете до што стане збор кога оно што ве киднапира и оно кој ве малтретира, понека почнувате да развивате една љубов кон тој што е ваш враг, би рекол оно. ВМРО за жал тоа покажува и понатаму. За СДС не би мол што да кажем, од нив ништо не очекував, тие се само немаат ни идеологија, ни ништо, тие се само извршители на
согледување на сите сили во Македонија, на невладен сектор, дали постои по-патриотски расположен невладен сектор, не сум сигурен, но ни треба обединување и согледување на новата реалност во светот, да застанеме и кажеме не ни на Брисел, ни на Вашингтон, и на Брисел, и на Вашингтон, дека више немаме што да бараме во нивните асоциации од кои ништо не видов во последните 3 децении. Добро, напротив, само лошо. Тоа би имало накратко. Благодаря на Горане. Благодаря што ме подсети дека политиката на безалтернативност е погрешна и дека алтернативите како постои и време е гласно да разговараме за таа алтернатива. Од тоа стеглено ги поканувам сите да земете учество во оваа дискусија, затоа сме дојдени. Кои сте не случајно на денешен ден, 27.7.2017, каде што завршува се на 7. Кога Господ 7-миот ден го создал човекот. Господ на 7-миот ден денеска не собра сите нас. Да се обединиме. Ништо не е случајно. Па на тој 27.4, што го нарекоа крвав четврток, би сакал да не ги заборавиме луѓето кои што влегоа во парламентот. Тие се нашите браќа, кои дел од нив живеат во затворите, под ненормални услови. Таму се некои од нив и тепани. Па би сакал во чест на нив еден мал краток аплауз дека ги поддржуваме. Јас настапувам како Народно движење на Македонија, член сум на Општинскиот комитет. Во целост го поддржувам страшно, дека доста е веќе пукање, лелекање, плачење. Време е за акција. Од нас Европска Унија направи парталава топка кој што не шутира од едниот на другиот крај на стадионот кој се вика Европа. Што треба да чекаме? Да не разберат, да не нема, па тоа да го прават. Како можеме ние да имаме заедничка историја со беа учесници со фашисти, а ние бевме против фашисти? Ние имаме Асмански илиде, каде што таму јасно е кажано и кога е формирана Македонија, против кого се бореле македонците. Како ние на нивните поколенија ти објасниме мовата што си ги отекаа 11 деца. Како ние тука заедници ќе делуваме? Што е тоа заедница? Кога на Дуња ја пресекоа главата и ја шетани цел веле. Тоа ли е заедничката историја што ја правиме со нив? Доста е зборување, ќе претирам, не сакам, а можам да утре сабале да зборам. Меѓутоа, сакам овие дела кои што денес ги слушаме, овие говори, да ги преточиме во дела. И последниот Собри со дума поврека кажа, дајте да формираме фронт на национален спас за Македонија. Дали ќе биде тоа самостоен или ќе биде во народно движење, како дека опција или било што вика страшно, кај Македонија нека биде, дајте тука да се собереме, да се обединиме и да им кажеме дека е доста на сите предавнички договори, капитулантски договори и други неправи. Не може ние да договараме две страни кои се договарат, треба да бидат на истата висина. Ние не сме на истата висина. Ние ги признаваме националните малцинства, но не ги признаваме. Историјата тука сега ние да договараме. И не сакам да ви држам цар по историја, затоа што вие по-добра знаете, може би од мене, толку од мене би сакал се тоа што го зборуваме, да го преточиме во дела и барам активности. Ништо друго. Ви поздравувам
сите присутни што отделиле своето време да слушнат некои паметни предлози, некои свои ставови, некои ставовите на своите групи и така натаму. Меѓутоа, се ова е површно непотребно. Многу зборување, тоа треба да биде скратено, зашто представува сиромаштија. Еден збор може